Почитуван председателе на Собранието, почитувани пратеници и представници на владата. Како и претходниот говорник, би сакала да започнам пред дискусијата за амандманот за кој е отворена расправата, една начална забелешка дека Уставот, за разлика од многу други закони, се однесуваат на сите граѓани на Република Македонија, како таков е највисок документ и мислам дека без широк консензус, независно дали тој ќе помине во собраниската процедура на крајот или не, тој нема да биде, барем некои амандмани нема да бидат прифатени. Исто така апелирам да сите опозиционери, експерти и целата јавност широко се вклучи во отворената дебата за разни амандмани, од кои што некои се навистина може да се исчитаат како многу контроверсни. Сега би се вратила на овој амандман 33, каде што ригидно се дава дефиниција на бракот и брачната заедница како заедница на исклучиво еден маж и една жена. Да не го цитирам до крај овој член, го знаете сите. Многу сум изненадена што овде дискутираше еден доктор во правец на тоа дека на почетокот на 21. век ние правиме еден цивилизацијски помак. Целиот свет оди напред, ние се затвараме и измислуваме правила. Исто така ми е криво што на оваа дискусија не беше присутен министерот за здравство, кој што веројатно компетентно ќе ви кажеше дека во светот некаде во 70-тите години на минатиот век, Здравствената организација и Светската асоциација на психијатри ги прогласи како нормални однесувањата хетеросексуалност, бисексуалност, хомосексуалност и асексуалност. Јас исто така знам дека ова болна тема, поготово кога ќе се отвори во едно конзервативно општество, едно традиционално општество како што е нашето. Ова е многу контроверзна тема. Меѓутоа не смееме да бегаме од отварањето и на вакви теми. Многу е лесно да се оди чекор назад и да се биде само задоволен дека нешто сме направили. Што всушност сме направили? Сме деградирале најмалку 10 до 13%, ова се званични податоци од Светската здравствена организација, 13% од популацијата која што има поинаква ориентација. Не им даваме основни човечки права. Знаете ли кој е бројката на луѓе кои што ја напуштија Македонија, талентирани луѓе, точно по оваа основа? Се сеќавам на едни подалечни времиња, пред доаѓањето на плурализмот во Македонија, кога еден наш познат професор, биолог, мораше од овие причини, дискриминиран како граѓанин од втор ред, да ја напушти Македонија. Потоа работеше во позната лабораторија во Кембридж и добија целата група Нобелова награда. Денес, да тој човек живееше во Македонија, може би и Македонија во крстословките ќе можеше да напише дека има свој Нобеловец. И денес млади луѓе насекаде, јас сум сведок за тоа, ја напуштаат Македонија бидејќи се чувствуваат обесправени точно по оваа основа. Ние сега измислуваме, пазите, правила. 70-тите години званичните сите светски здравствени асоциации ги прогласија овие за нормални однесувања. Ние тие луѓе ги бркаме или ги осудуваме да живеат во Македонија со по едно куче или маче дома. Тоа не е во ред. Зашто јас со моето традиционално семејство и 3 деца дома да ги имам сите права, а некој да ги нема истите тие права? Пазете, не се работи за хир, за забавно однесување на тие луѓе. Се работи за генетика. Не е нешто што може да го коригира. Како што некој е убав, висок, низок, паметен, со коефициент на интелигенција, на истиот начин, тие луѓе, природата им го дала тоа што им го дала. Тоа не е нешто, они ќе ги пратиме во поправен дом и ќе се поправат. Докторите барем толку би требало елементарни познавања да имаат од оваа област. Значи, овој член мене ми дава за право да имам чувство дека живеам во држава Мизури, например, или Луизијана,
каде што се уште во училиштата не ја признава Дарвиновата теорија на потекло на видовите. И не се изучува еволуција, туку креационизм. Ова за мене страшна деградација по оваа основа. На широк диапазон на луѓе, пазете, сите сме овде луѓе со деца. Кој помали, кој поголеми. Водете сметка дека секоје дете, секоја 10-та мајка води за рака еден хомосексуалец или бисексуалец или асексуалец. Кој утре кога ќе пораснат нема да имат никакви права во оваа држава од 21. век. И на која тоа историска вие традиција се повикувате, мене воопшто не ми јасно. Воопшто не ми јасно. Тоа биле цивилизацијски текови кои што имало разни промени и како можете да кажете во ниедна вера тоа го немало, па и сега па како многу женството било стандардно во исламските земји. Зашто се ставаат такви крути дефиниции? Зашто се ставаат такви крути дефиниции кога знаем дека бројот на наркомани денес расте, тие сите потекнуваат од брачни заедници на еден маж и една жена. Значи, не се спречуваат некои девијантни појави со ваквата дефиниција. Уште полошо, се дефинира најкруто можно и во мрачна заедница, како маж и жена. Извинете, ама во Македонија јас знам еден куп во брачни заедници кои што се конфигурирани на поинаков начин. Еден маж и две жени. Или две жени и еден маж. Значи, таквите дефиниции, крути, во кои што нема да може да влезат сите граѓани не по нивна вина, него по вина, условно кажано, по природата, по мене, апсолутно не испеат да бидат дел од уставни промени. Веќе и до сега оваа дефиниција за семејство беше доволно крута, и доволно назадна, и доволно неевропска, и доволно нецивилизацијска, за да сега уште повеќе ја укрутиме оваа дефиниција. Со тоа игнорираме 10 до 13% од нашето население, кое што бега, буквално бега од нашата земја и ги бара своите права некаде на друго место. Тука би ја заклучила расправата и би кажала дека ова го сметам за цивилизацијско померување нас. Ви благодарам.